Општина Кочани викендов ги продолжи активностите за рушење на старите објекти и за расчистување на теренот за изградба на втората коловозна лента од идниот булевар Стево Теодосиевски. Механизацијата на избраниот изведувач Калина Одоризари работеше во Стришани. Таму беа отстранети 3 објекти на крстосницата со улицата Димитар Влахов. Покрај нејзиното проширување, планирано е на оваа локација да биде изграден нов кружен тек. Според актуелниот детален урбанистички план, овде на ова место е предвидено булеварски влез и излез на градот Кочани и по завршената експроприација од страна на локалната самоуправа во изминатите 3,5 години, по напорна работа успеавме да дојдеме на крајот до расчистување на овој дел од градот и стварање на услови, како што реков, за изградба на втората лента од булеварот, што ќе овозможи непречено движење на граѓаните од целиот град и непречен излез према Штип. Со ово очекувам дека ќе допринесеме во решавањето на сообраќајниот хаос и секако ќе допринесеме за подобрување на изгледот на овој дел на градот, за безбедноста и на пешаците и на возилата кои се движат во овој дел. Општина Кочани веќе го има избрано изведувачот на работите, кој ќе гради втората сообраќајна лента на булеварот Стево Теодосиевски. Во текот на наредните 10 дена очекувам дека изведувачот кој што е избран на јавна набавка ќе го воведеме во работа и ќе почнат градежните работи. Како што веќе најавив, првин треба да завршиме со потпорниот зид во делот до спортската сала, а понатаму пробивање до раскрстовницата кај туристичката агенција Велјан, каде што е предвидено исто така еден кружен тек. Дополнително, во наредниот период ќе биде отстранета уште една стара куќа што излегува на самата улица, како и дел од просторот кај автопералните што се нова локација. При тоа ќе се реконструира и асфалтниот слој на постојната коловозна лента што е прилично оштетена. За експроприација на земјиштето и на старите објекти од буџетот на општина Кочани, на сопствениците досега им се исплатени околу половина милион евра.